skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srca da. Se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srca da. Mir vam, Tatko Nebesen, ti благодарам што и во овој ден ми го исполни срцето со Твојот мир, со Твојата правда, со радост во Светиот Дух. Ти благодарам што и денеска ме држиш здрав и исправен. Го отвори мојот ум за да поверувам во Тебе, да се надевам на Тебе, да се стегнам со појасот на вистината за Исуса Христа, Твојот возлюбен и единороден Син, кој ни го покажува патот и ни дава сила да станеме синови и керки Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Простување на нашите должници. Оклопот на праведноста значи да се облечеш во Исусовата правда, да не осудуваш ти. Знаете, он е судијата, кој ќе го научиш тоа, поинаку ќе се однесуваш. Оклопот на праведноста, штитот на верата, знаеш дека тој ќе те избави од било што да доаѓа. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Тоа се овие текстови кои тој како учител ги слегува. Јас сум само сад за свечена или за секојдневна употреба. Само ги озвучувам за да се потврди. Еден е учителот, еден е професорот, еден е пастирот. Исус влегува во коработ. Еден е. Он треба да те води учи, како што беше во случај на Исус и Духот на Отецот. Те сакам, Господи Исусе Христе, со телото не сум присутен, но со Духот сум со вас. Исус влегува во коработ. Ти си тој кораб. Во тебе треба да влезе. И бурата ветрот стивна. Одма ќе стивне бурата. Како, што, зошто, кога, зошто вака, сакам она, сакам ова. Апостолите се чудат бидејќи срцето им беше скаменето. Марко 6:57-52. Знаете, има бура. Исус треба да влезе во твоето срце да ја стивне бурата. Во тебе е бурата. Ти мислиш некоја бура таму негде, на некој филм. Во лажната Холивуд Света гора која расплодува демони. Знаете, во земјата Генисарецка му носат болни на Исус Христос. Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешните. Болните имаат право на исцелување, се допираат до неговата облека и оздравуваат. Ете го рецептот за секоја болест, да се допреш до неговата облека. Сите што се допираат до него оздравуваат. Па ајде и ти, брат, човеку, што чекаш? Допри се до неговата облека. Допри се до него. Марко 6:56. Како да се допреш до него, тоа е. Утре е велик ден по православните, односно Божик. Јас веќе ви им речам, 2 пати годишно ви текнува за Исус, одите таму, палите, вршите некои физички дејства, мирни во името на Исус, физички дејства кои не ве носат до Исус. И ки изречете Исус се роди, вистина се роди, повторувате, без никакво значење на зборовите. Секој што ќе се допреше до него, оздравуваше. Дали си допрен до него? На фарисеите им кажува стихови. Овој народ со устата ме почитува, но срцето му е далеко од мене. Внимавај да не е тоа така. Христос се роди, вистина се роди, да, нема проблем. Браќа, сестри, се враќаш на стариот начин. Еднаш годишно 2 пати ти текнува за некој Исус таму насликан на некоја камена фреска, на камен објект, што горе има крст или нема, или на дрво мртво. Тогаш ти текнува.
Каде е моето срце? Дали е далеко или близко до Исус? Дали Исус е во срцето мое со Отецот? Дали вистински се родел? Ме возредил, дали живее во мене? Потоа им вели, напразно ме почитувате. Пазете, напразно почитување е тоа, зашто проповеда човечки повелби Марко 7:7. Тие вршат некои физички дејства, па не палете огнови, им велат. Видете, тоа е исто како да му кажеш на македонецот не играј оро. Не е проблемот во огновите, проблемот е што вие правите идолопоклонство, а народот им вели, а вие не возите джипови, градите згради. Богородично христијанство, се слават светци. Гледате во своето око, не ја гледате. Празна почит. Проповед од телесен ум, не е Исус учител. Исус е учител кога тој ти дава поуки. Потоа им вели дека ја оставаат Божијата заповед и го држите човечкото предание. Израелците затоа го распнаа. Марко 7:8. Отфрлање на Божија заповед. Љуби го својот ближен како себе си, а си запазува човечко наше предание, нашата вера. Марко 7:9. Православната вера, католичката вера. Ние сме протестанти. Мило ми е, јас му припаѓам на Исус Христос. Такви нема во Библијата. Зошто им давате имиња на земни цркви? Кој го дал тоа право? Држиш таткова жена. Друг препев вели, ги шират своите човечки обичаи по Македонија. Во Израел пред да го распнат, вели, овој сака да не ги земе обредите, традициите, Мојсе и пророците. Како да се мои заповеди. Значи, пазите, ги шират своите човечки заповеди, обичаи, како да се мои заповеди, Марко 7:7. Во 13 стих се вели дека укинувајќи го Словото Божјо, си прават они канони со ваше предание, Марко 7:13. Си тераш своји преданија. Знаете, па на некој собир во Никеја си кренал раз и си изгласал дека и Богородица треба да се слави, дека треба да има и икони. Видете, Бог никој не го видел. Исус е видлив дел. 15 стих се вели, ништо што влегува во устата на човекот однадвор не може да го оскверни. Ти се молиш, она што излегува од него, тоа го осквернува човекот, Марко 7:15. Видете? Друг препев вели, храна духовно не опоганува. Лошите зборови и постапки опогануваат. Марко 7:20 се вели, она што излегува од човекот, тоа го осквернува човекот, што излегува од тебе. И сега они прават некои театарски представи во кои ти си статиста мртов таму, носиш нешто мртво, правиш нешто. И потоа се враќаш во стариот начин, никој не ти бара никаква одговорност да се промениш. А ти си остануваш болен во умот. Во друг препев се вели дека човекот духовно се опоганува со она што излегува од него. Сте сакам, Господи Исусе Христе. Внимавај што излегува од тебе, што излегува односот кон луѓето. Пази, во 21 и 22 стих Марко 7 е покажано што излегува од срцето човечко. Ова се тие фрапантни стихови, како да кажеш, лоши помисли, прелюбодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства. О, леле, Исусе, напомаш, злоби, лукавства, разврат, око завидливо, богохулство, гордост, безумство. Напомаш, Исусе, во 23 стих се вели, сето тоа зло одвнатре излегува од срцето човечко и го осквернува човекот. Во Марко 7:25 доаѓа една жена друговерка. Тоа излегува од луѓето. Денеска прават нешто, одат, пеат, не знам што. Одат низ град, го шетаат, мртви слики, звездички, како статисти во театар. Знаете, после театарската представа и по театарот, по Аристотел, по македонската античка, театарот треба да те возроди, да те промени. Суштината на театарот да се соединиш со Бог. Но тој зборува за духовен момент. Тогаш било Дионисиство, не бил Исус. Значи, доаѓа една жена друговерка, сирофеничанка, падна пред нозете негови. Дали ти си паднал пред нозете негови? Што вели нашиот сотрудник Дарен, ничком. Простом, ничком.
го молеше да го истера демонот од ќерка ѝ. Во 27 стих Исус и вели дека првин треба да се нахранат децата. Се мисли на Израелевиот дом, синови крали со лебот на животот ги храни тој. Тој има храна што ние не ја знаеме, а потоа кучињата верни кои не сака да се промени. Жената бара од трошките за ќерка и трошки за кучиња. Исус и вели за изречен збор со тврда вера, оди си, демонот излезе од ќерката. Марко 7:29. Сите што имаат цврста вера дека ќе ги исцели, Исус се исцелуваат. Дури и да не го познаваш Исус, од цврста вера дека ќе оздравиш, може да се случи исцелување по Божјата волја. Но потоа ќе ти се објави или ќе се врати болеста. Затоа што тоа што ќе се испразни од срцето човечко треба да се наполни со Исус и ќе дојде демонот со 7 други и состојбата ќе ти биде полоша. Оди и не греши повеќе за да не те снајде нешто полошо. Оди си, демонот излезе од ќерка ти. Демоните имаат право, дозвола да влегуваат кај песоите и свињите. Тоа се луѓе кои се враќаат во калта. Блуеницата не сакаат да се променат. Не сакаш да се промениш. Живееш така. Марко 8:32-37 носат кај Исус глув и тепкав пелтечи човек. Размислете дали е тоа телесно или духовно. Исус ги става своите прсти во неговите уши, плукна. Рахма сам да излезе сила, го допре неговиот јазик, воздивно и му рече ефата. Отвори се. Му се отвори слухот и зборовите. Така треба и тебе да ти направи. Прст Божи кој изгонува демони. Ако јас со прстот Божи изгонувам демони, тоа значи дека царството Божиот дошло кај вас. Издивна плукна му го допре јазикот со мечот на духот, живо слово му вели отвори се. Така треба ти да го отвориш твоето срце, Исус да се насели. Тоа е реално, не е само да викаш Христос се роди, вистина се роди, браво, ај чао и си продолжиш по старо. Толку ти беше еден ден, 15 минути ти текнува на Исус годишно. Глуви слушаат, неми зборуваат, духовно и телесно. За Исус се е можно ако веруваш во Него. Ето тоа што значи да веруваш. Да правиш физички дејства. Не. Духовно да живееш во заедништво. Да се откажеш од стариот начин. Исус го фатија, одиме втор дел. Тоа се тие текстови што слегуваат во духот. Го мачеа и го распнаа. А тие се разбега. Кои се тие, па? Неговите ученици, гледај ти да не се разбегаш. Потоа се вратија во светот да си ловат риби, дури и на сведоштвата од блиски дека Исус воскреснал, не поверуваа. Пазете, тие што беа со Него цело време. Не им поверуваа на жените Марија од Магдала, Јоана, мајката на Јаков Марија. Не поверуваа. И сведоштва од други кои го виделе воскреснатиот не им веруваа. Лука 24:36. Ете, тоа е тоа. Блажени се оние што не видоа, поверува. Дали ти остануваш да веруваш, ти воопшто немаш представа за Исус. Го гледаш како некој насликан таму на слика. Исус им се појавува. Пазете сега, воскреснат. Тие мисла дека гледаат дух, самите немаат дух. Немаат вера, сила да останат во Исус Христос. Потопени беа само баптизирани во вода. Така е со секој што е искапен во вода. Немаш дух ти. Мораа да чекаат 50 дена апостолите на едно место, за да примат Дух Свети. Јас пак го поставувам тоа прашање често. Зошто мораа 50 дена? 40 години во пустината, 50 дена, 50 години да примат Дух апостолите. Нам, тебе колку мислиш дека ти треба? Така, одиш некоја литија, носиш рипаш во реката, па им велиш не палете огнови, а возиш джипови, градиш згради. И не го шириш Евангелието, правиш секоја молитва ти почне со Богородица. Нему. Колку дена ти треба да те облее Духот, да имаш водна бања во Словото? Да примиш Дух Свети, да го примиш Исус во срцето. Исус се појави на апостолите во Јерусалим. Мир вам, им рече. Тие мислеа дека гледаат дух, мислеа со телесен ум, со своја глава, значи шлемот на спасението, оружјето, секоја мисла да е покорна на Исус. Му препушташ нему. Што сте се стаписале?
Зошто ви се јавуваат сомнежи во мислите? Дали ти се јавуваат сомнежи во мислите? Дали имаш сомнежи? Секоја мисла дали е покорна на Исус? Шлемот на спасението. Исус мисли во мене. Зошто такви мисли влегуваат? Доаѓа како мисла, потоа слегува во срцата ваши. Лука 24:38. Во срцата ваши почнува да ти ровари. Какви мисли дозволувам да влегуваат во мене? Не, ништо што не е од Исус. Се што не е од Исус, надвор од мене во името на Господ Исус Христос. Надвор. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус надвор. Во 31 стих се вели: тогаш им се отворија очите. И го познаа. Пазете. Но тој стана невидлив за нив. 20 ученици на кои им се јави не го познаваат. Пазете. Пораз. По воскресението им се јави на 20 ученици. Тоа се тие. Не го познаваат. Не пишува кои се. Исус им ги отвара очите. Дали ти си го познал Исус? Адам ја позна својата жена и му се роди син, придоби син. Го познаш, да го возлюбиш, да се насели во твоето срце, да му ги дадеш клучевите. Во 45 стих да ти ги отвори очите, тогаш им го отвори умот да ги разбираат писмата. Мора умот да ти го отвори Исус, како ќе ти го отвори кога не му дозволуваш. Се занимаваш со глупости. По Марко 7:34 Исус му вели на глуванем човек духовно: ефата, отвори се. Му го отвара јазикот, ушите, говорот и слухот и уште на сите нам да ни ги отвори. Да ни ги отвори срцата. Ете, тоа е битно, како да го отворам своето срце. Исус да се роди во мене. Не викам Христос се роди, вистина се роди, одиш, носиш литии, правиш некои таму адети, канони, пееш некоја песничка, една песничка сте извадиле, две. Само нашава група, има преку 50 песни, тие слегуваат нон-стоп. Преку 500 завети има. Под делата ќе ги познаете. Тоа е жива река, жива вода. Да ни си ги отвори срцето, да разбереме тој, да се покаеме, да бидеме исцелени, тоа да се покајат, да бидат исцелени, помирени со Отецот, да го исчистиме срцето, Исус и Отецот да се населат во Него, во мене, во тебе, во твоето срце. 49 стих. 49 стих. Јас ќе го испратам мирни во името на Исус. Јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец. Ти имаш ветување. Вие останете. Останете во градот. Во кој град? Во Јерусалим. Каде е тоа? По базичната прва црква и заедница. Додека не се облечете со сила од озгора. Памтите, оној нема свадбена облека, исфрлен од свадбата на јагнето. Лука 24:49. Да се облечеш во љубовта Исусова. Но првин треба да се отвориш кон Него. Кон Отецот Исус, да го соблечеш стариот човек, ете тука е проблемот. Да се откажеш од себе си, да ја претрпиш штетата и да речеш: прости им, татко, не знаат што прават. Да се облечеш во љубов за свадбата на јагнето Исусе, младоженецот. Тие му се поклонија. Да се поклониш и се вратија во Јерусалим со голема радост. Лука 24:52. Значи му се поклонија. Дали ти си му се поклонил на Исус? Не е тоа мирни во името на Исус. Не е тоа физичко дејство. Тоа е однос. Дали му се поклони на семокниот татко? Му се поклонија и има радост. Значи Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во правда Исусова, мир. Значи тој ја смирува бурата, како рековме. Влезе во коработ. И радост до Светиот Дух. Потоа беа собрани пред Него на едно место 50 дена. Они се разбегаа. Видете, имате некоја заедница, треба да се соберете, да се порамните. Беа постојано во храмот. Зарем не знаете дека вие сте храм? Во кој храм? Во своето срце. Заедно со Исус, пред Исус поклонети, што го прославуваа и благословуваа Исуса. Амин. Дете, тоа треба да бидеш постојано во храмот 50 дена. 24-59. А ти само еден ден, 2 пати годишно.
одат нешто прават, нити го познаваат Исус, нити прочитале, нити го отвара срцето, нити сака да се промени, нити ги учат така да гревот останува на лидерите на заедницата, кои не знаат и да се покајат за Антиох Епифан и за проклетството што се носи врз Македонија, не знаат да се поканат и за СДСМ и ВМРО, тоите партии кои го носат во проклетство македонецот. Едните се колнеле на крстот на Библијата, другите се безбожници од сатански вид. Потоа беа собрани пред него на едно место, каде што го прославува и благословува Бога во храмот. Лука 24:59, му се поклонија еден момент, радост го прославуваа и благословуваа Бога. 50 дена, ајде да речем целиот живот. Знаете, Исус им го отвори умот, очите, ушите, јазикот, срцата, да немаат споро срце, тврдокорно срце. Тоа е процес на промена, преоблекување, новородение, промена на собственоста, радост да барање на Царството Божјо, возлюбување на Исус Христос. Го барам Царството Божјо и соединување, враќање во прегратките на Отецот, а мојот татко е љубов. Значи, враќање во љубовта, враќање во Царството на љубовта која никогаш не престанува. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што ги излеваш овие слова. Сите оние кои ќе речат, Господе Исусе Христе, дојди, роди се вистински во моето срце. Им простувам на сите, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, никого не осудувам, ја прифаќам Твојата волја во мојот и во Твојот живот. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, Исус и само Исус е, од земјата до небесата, Исус и само Исус. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. До Божиот Царство Небесно. Радост е Исусова во секое срце. Амин. И со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе од живата вода